Денешниот настан кој што го реализираме практично отварање на изложба на ликовни творби, се ликовни творби кои што се создадени на Габровскиот водопад и тоа во организација на Домот за деца и млади, ново соработка со учениците и наставникот, нивниот наставник од Основното училиште Маршал Тито од Муртино. Ова е еден нов начин на работа кој што го воспоставуваме како институција од минатата година, да децата добијаат можност за работа малку поразлична од онаа која што се одвива на нивните часови по ликовно образование, кој што се разбира го добиваат во текот на годината. Поразличното е всушност да работат на локација надвор од училиштето. Овој пат, оваа година, тоа беше Габровскиот водопад. Тоа беа учениците од Маршал Тито, кој што нивниот наставник ги одбра, мислам, спрема нивните афинитети, спрема ликовната уметност. Од една страна, тоа е работа на поразличен начин, меѓутоа од друга страна е уживање во природните убавини со кои што изобилува градот Струмица, а и трето, најосновно, е дружење помеѓу самите нив, организаторите, учесниците. Меѓутоа, другата цел која што всушност нас ние како поставена со организирањето на овој настан е да при отворењето на изложба секогаш поканеме тие дела кои што ги работиме во текот на месец јуни. Изложбата ја отвараме во септември, меѓутоа покануваме ученици од друго училиште за да може да видат од прилика на возраст, слична возраст, се работи некаде за таа училишна група од 6 до 9 одделение, да видат како нивните другарчиња работат на простор кој што е малку поразличен од нивниот секојдневен простор. И тоа го практициравме и минатата година. Работевме со Видое Подгорец од Колешино на Колешинските водопади, имавме гости од други две училишта, а оваа година еве со Маршал Тито Муртино на Габровскиот водопад, а учениците од Основното училиште од Просениково ни се како гости на оваа изложба, кој што се со цел да видат што сработиле нивните другарчиња, да се дружат воедно помеѓу себе и се разбира идната пролет да со нив оствариме соработка. Не мора да значи дека ќе биде на некоја природна убавина, бидејќи Струмица изобилува не само со природни убавини, туку и со многу убави туристички дестинации, значи од културното наследство, па така да по договор со наставниците и со тоа што се е значење за Струмица како општина, ние како институција се трудиме тоа да го направиме еден добар склоп, значи да имаме соработка со учениците, што е основно за нас, соработка помеѓу учениците и промовирање на ликовната уметност, а воедно и промовирање на општина Струмица преку работата на општинската установа Дом за деца и млади.